Во петок навечер во големата сала на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани премиерно ќе биде прикажана монодрамата посветена за животот и делото на Методија Андоновченто. Текстот, режијата и изведбата се на Доне Донев, професор по македонски јазик и литература во Кочанската гимназија. Пред премиерата разговаравме со Донев за преокупациите, идејата и реализацијата на оваа пета монодрама, подготвена и изведена од негова страна. Формално е 110 годишнината од раѓањето на Методија Андоновченто. А инаку проектот беше планиран уште пред минатата година, но не го реализирав од некои објективни причини, така што условно кажано година време се припремав за овој проект од лани од август до сега со текст, со режија, сценографија, костимографија, музика, значи се е комплетно мое. Така што проектот траеше доста долго време. За музиката морам да кажам, по моја идеја ја напиша Стефан Миладинов, младо момче, талентирано, а аранжман и снимена беше во студио на Сашо Велков. Другото е комплетно мое. Изработката на плакатот беше од печатница Европа 92, кој што се јавија како помагател на овој проект. И сметам дека на 17 август сите мои заложувања, сиот мој труд, граѓанството ќе го види што сум подготвил. А монодрамата го обработува животот од раѓањето се до пуштањето од затвор на Ченто. Значи, условно речено, до година дена пред смртта. Хронолошки се подредени сите години, неговите активности, така што мислам дека досега она што 90% од нашата публика, од нашето граѓанство не го знаеше, овој пат има можност да го дознае во изведбата на монодрамата, да се убие себе во себе, посветена на Ченто. Веројатно имавте лични контакти со потомците негови, со неговиот син, со дел од семејството. Колку тие и како ја прифатија ова ваша идеја за реализација на еден ваков монодрамски текст, бидејќи за Ченто досега многу малку е пишувано и многу малку знае македонската јавност? Па за малку можеме да кажеме, прво беше Фиден Катанаскова, тоа беше штуро така некој издание, но имаше податоци, а сета документација и обемност е содржана во книгата на неговиот син Илија Андоновченто, со кој што имав досега многу средби. Во Скопје се среќававме, разговаравме, ми кажуваше за неговиот татко, за неговото семејство. Значи, користени се некаде од 600-800 страници, е избрана сршта 5-16 страници, најосновното, најбележитото од неговиот животен пат. Така што мислам дека овие сугестии од неговиот син многу ми помогнаа и во однос на тоа како изгледал, како се однесувал, како го преживувал апсењето прето славата и така натаму. Тоа јас прво мислев да обрнам внимание на конфликтот со комунистите што го има, но сватив дека тоа ќе биде излишно, дека ќе биде фраза некоја. Има и тој дел е опфатен. Мислев дека ќе ги интересира нашите гледачи, нашата публика, животниот пат. Кој е Ченто, кој бил и што останува да биде за македонскиот народ. Така што не е отфрлено и тоа што го кажав пред малку, конфликтот и затворањето, но ударно место е значи посветено буквално од раѓањето до самиот крај на животот. Монодрамата за животот и делото на Методија Андоновченто во изведба на Доне Донев е во рамките на манифестацијата Град на културата